По кусата пауза, повторно се враќаме назад во студиото на МТМ телевизија и продолжуваме онаму каде што застанавме. Во следните 20 на минути ќе имате можност да знаете нешто повеќе околу домашните миленици, меѓутоа и каква е состојбата со истите кај нас во Македонија, но и надвор од неа, односно во границите на Европската унија. Токму по тој повод денеска со нас во студиото е господинот Едуардо Гандини, представник од Европската унија за заштита и благосостојба на животните, а со него е и Драгана Вилковска, представник од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди, која што во оваа прилика е и во улога на преведувач. Здраво и добро дојдовте во студиото. Hello, welcome. Good morning. Она за што најнапред би сакала да позборуваме е поводот за гостувањето, односно поводот за гостувањето на Едуардо кај нас во Македонија. Што конкретно се случува? First, I would like you to tell us what's the reason for you being here, and what actually is your goal from staying in Macedonia. Well, I'm international officer for an international organization about animal protection based in Italy, but I work and live in Brussels. And I'm also a member of pan-European legal network, always on animal welfare and protection. So I'm here as international expert to support your NGO, leader NGO in Macedonia, engage for animal welfare here. Јас сум меѓународен службеник, представник од организацијата OIPA International, која што, иако е стационирана во Италија, работам во Брисел, исто така како представник на Европската унија и на паневропска мрежа на адвокати и комесари за заштита и благосостојба на животните. Мојата улога овде е, јас сум дојден како експерт, да го помогнам процесот на водечката организација за заштита на животни и за нивна благосостојба во Македонија, Анима Мунди, бидејќи Анима Мунди е веќе во процедура на промена на Законот за заштита и благосостојба на животните. И господинот е дојден да го даде своето експертско мислење, своите коментари и сугестии во насока на промена на законот и негово приближување до правото на Европската унија. Како земја аспирант, нели Македонија мора да го транспонира целото право, па и во овој дом. Така, сакала да ве запрашам, од она што досега имавте можност да го видите од вашиот престој во Македонија, кое е вашето мислење, каква е вашата оценка за состојбата со животните во Македонија? From your stay here, as long as you were here, what can you actually conclude about the position of animals in Macedonia, about their welfare, their well-being, and so on? Macedonia is a candidate country to join the European Union, so I can recognize easily that there are a lot of important points to comply with, and especially your institutions need the time also to achieve the standard close to the European standards, and this must happen also related to animal welfare and protection, so the conditions of animals that it becomes every day more important because it's not just an issue related to the animals, but touches also important issues for human, and for example public health, food security, and public security as well, and the internal market, so also financial issues, and not only. Јас во Македонија, од тоа што можев да забележам од мојот престој овде, сметам дека и забележувам и го поздравувам напорот што го прават институциите во однос на приближување на правото на нашето право со правото на ЕУ во доменот на заштита и благосостојба на животните. Меѓутоа морам да нагласам дека има некои одредени слаби точки каде што мора да се зајакнат позициите, бидејќи и Македонија, како што и претходно напоменав, е земја кандидат за влез во ЕУ, што значи дека целосно мора да се почитува тоа што е закон на ниво на Европската унија. Понатаму сакам да кажам дека заштитата и благосостојбата на животните не ги засега само животните, меѓутоа во голема мера ги засега и граѓаните, со оглед на тоа што допира во јавната безбедност, во областа на јавната безбедност, јавното здравство, потоа безбедноста на храната,
И исто така лошиот третман кон животните и несоодветните правила и прописи во однос на заштитата и благосостојбата на животните може да доведат и до нарушувања во внатрешниот пазар, каде што може да има и некакви финансиски импликации. Така, Македонија, а посебно главниот град Скопје, веќе подолго време се случува со проблемот на кучиња скитници. Многу често добиваме одговор од градските власти дека таква е ситуацијата и со сите европски градови. Каква е ситуацијата со Италија? In Macedonia, especially in Skopje, there is a big problem with stray animals, and whenever we try to contact the institutions and ask them what is the reason for this overpopulation of stray animals, we get the same answer, that this is the same, the situation is the same even in the European cities. And what is the condition like in Italia? So I don't know about the answers you receive, usually receive from your institutions, but I have to say that I perfectly know that the European Eastern countries experienced a lot of problems related to stray animals, especially in the main cities of the countries. I have to say that in European countries we experienced also the same problem in the past, and now somewhere this has been solved. Somewhere we still have some problems. In Italy, I can say that we have. I can just basically say that we have two different situations in the north of the country and the south of the country. But we have a very strong and important law for stray animals. Since 1981, it's forbidden. Euthanasia is forbidden, and this law worked very well and is working very well. Where we still experience some problems is not because of the prohibition of euthanasia, but because we have also other kind of problems, even not related to strictly to animals. Не знам каков одговор вие добивате од институциите и зошто добивате такви одговори, бидејќи вистина е дека во источноевропските земји сепак постои проблем, особено во големите градови, во главните градови на земјите, со прекумерна бројност на бездомни животни, но можам да кажам дека во западните европски земји, вклучително во Италија, проблемот со бездомните животни многу повеќе се надминува, бидејќи ние од 1981 година па наваму имаме политика за всушност забрана за еутаназија на бездомни животни. Тоа е практика всушност што во Италија довела ситуацијата да биде како што е денес, односно во одредени делови во земјата каде што таа, да речам, легислатива се применува и се доследно се спроведува, таму нема проблем повеќе со бездомни животни, односно иако има разлики помеѓу одредени региони во Италија, тоа разликите во некои региони има бездомни животни, во некои нема. Причината за постоењето на бездомни животни во одредени региони не е бидејќи се применува оваа легислатива, туку од некои други прашања кои што не се вистински поврзани со животните воопшто. Односно сакаше да каже за организираниот криминал, кој што знае да има последици во многу домени од општеството, па и во ова. Така, она што е многу актуелно деновиве во македонските медиуми е она што се предвидува веќе од наредниот месец да почне да функционира законот со кој што сите сопственици на домашни милиници ќе мораат да вградат микрочипови. Би сакала да го слушнам вашето мислење, секако потоа и мислењето на Анима Мунди. These last days, couple of days, there were posts in the media about information about the microchipping and the law on identification and registration of animals that is supposed to enter into force from 1st of June. And what are your opinions as an EU representative here regarding this law? And also she wanted to hear our position of Anima Mundi later on. Okay. Well, first of all, I think it's very important to analyze the phenomenon of stray animals. So, why you experience this problem, and what are the reasons of the presence of stray animals in your cities? I think that the main reason of this phenomenon is a problem, a lack of responsible ownership.
So a lot of stray animals are due to not very conscious ownership, because effectively you have a lot of real stray animals, but a lot of stray animals are semi-owned animals, so they can roam freely in the streets, and they can also find partners, and so they can reproduce themselves. And always related to a lack of responsible ownership, we can mention the sterilization. A lot of owners don't even think about sterilization, but this is a very important point. Sterilized animals cannot reproduce themselves. It's obvious, but it's not applied policy in many countries, as Macedonia, of course. And about microchip and generally speaking, identification and registration, this is another fundamental point. So every time we assisted that identification is applied in the best way, we achieve results. In Belgium, the country where I live, this policy worked in a fantastic way on dogs, and then they started to force to put in the law, so force owners for cats as well, and I'm pretty sure that it will work very well. So this is very important. Maybe. Okay. Мислам дека треба во однос во контекст на ова прашање да се утврди вистинската причина поради која што постојат бездомни животни на улиците, а тоа е неодговорното сопствеништво. Тоа значи дека луѓето не сакаат да ги стерилизираат или кастрираат своите миленици и најчесто ги пуштаат тие неконтролирано да се размножуваат по улиците, со тоа се создава комунален проблем. Во однос на ова, фундаментален чекор, основен прв чекор кој што треба да се преземе за решавање на тој проблем е микрочипувањето. На тој начин ќе се има предвид за колкава точно популација станува збор, односно секој собственик на животно ќе треба да ќе биде задолжен да си го регистрира својот миленик и ќе се создаде една база на податоци каде што оние кои што ќе се знае кој точно чува животно кое што не е стерилизирано и кастрирано и кој создава комунален проблем. Понатаму животните кои што се на улиците не се навистина самите виновни бидејќи се наоѓаат таму и како што и самиот господин Гандини кажа, проблемот е во собствениците, односно во неодговорните собственици. И даде пример од Белгија, каде што земјата во која што моментално работи и живее, кога прв пат се вовела легислатива во однос на тоа прашање, односно дека кучињата конкретно треба да бидат со собственици стерилизирани и кастрирани, бројот на бездомните кучиња драстично опаднал и следејќи го тој добар пример и таа добра практика, тие потоа го наметнале овој закон и во однос на мачките, така што веќе сега е почната и таа процедура, односно мачките да го исто така да бидат да поминат низ таа програма на стерилизација и кастрација, зборуваме за оние нели што се со собственици. Така, а што е со вашето лично мислење и составот на Анима Мунди по ова прашање? Анима Мунди е организација која има една првична цел во своето постоење, а тоа е да ги заштитува животните и да се грижи за нивната благосостојба и за нивните права. Во тој контекст, ние сметаме дека ова е одличен прв чекор за кон решавање на проблемот со бездомната популација, токму од причина што ние постојано правиме истражувања и што постојано се обидуваме да ги извлечеме најдобрите практики од други земји кои што дале долгорочни резултати и каде што е постигната една позитивна промена, но не само во корист на луѓето, туку и во корист на животните. Тоа значи дека го поздравуваме донесувањето на овој закон за идентификација и регистрација на милениците и сметаме дека ова ќе биде чекор напред кон вистинско решавање и долготрајно решавање на проблемот и справување со популацијата бездомни животни во Македонија. Нормално дека сметаме дека треба да има агресивни кампањи за подигање на свеста кај јавноста дека животните кои што се чуваат, односно собствениците на животни, треба вистински да се грижат за своите миленици и дека треба да знаат дека тоа животно кое што тие го чуваат дома, ако го остават да се размножува неконтролирано, не може да најдат дом за сето негово потомство. Так. Тоа значи дека ако пример, ако едно куче 2 пати во годината роди по 8 кученца, тоа се 16 во една година, тоа се
32 кученца за 2 години. Сигурно не може да се најдат толку домови за секој животно да живее среќно и да биде во семејство кое што нема да го напушти или одговорно ќе се грижи за него и така натаму. Што значи дека ние сметаме дека е подобро проблемот да се спречи и нормално финансиски поисплатливо, отколку потоа да се лечи. Оно за што на почетокот на разговорот зборувавме беше промената на законот за животни и нели со самото тоа што беше споменато дека Македонија е земја која што е кандидат за влез во Европската унија, треба да се промени овој закон. Би сакала накратко да позборуваме и за тоа какви промени треба да претрпи законот за благосостојба и заштита на животните. Анима Мунди оваа година почна да спроведува проект, односно беше поддржана од програмата на Националниот демократски институт за измена и дополнување на конкретно законот за заштита и благосостојба на животни. Во рамките на овој проект всушност и е присутен овде господинот Гандини како експерт по тоа прашање и со овие измени ние всушност предлагаме на властите да се применат најдобрите практики, односно да се оди со приближување целосно на нашето право во однос на заштитата и благосостојбата на животните со правото на ЕУ. Сметаме дека, иако и покрај тоа што до Агенцијата за храна и ветеринарство која го изготви предлог законот за измена и дополнување на законот за заштита и благосостојба на животните, иако ние дадовме коментари, дел од тие коментари беа прифатени, за што сме многу задоволни и многу благодарни на вистина. Конкретно беа прифатени и нашите коментари за забрана за фарми за крзно во Македонија, забрана за циркуси со диви животни и забрана или да кажеме го изменивме малку оној член за опасни кучиња кои ќе се фатат во борби, бидејќи сметаме дека не треба тие веднаш да се еутаназираат, туку дека треба да поменат низ тест на социјализација, дека треба да поменат низ програма за рехабилитација и дека во согласно со повторно практиките, успешните и добрите практики од другите земји, можеме да кажеме дека тоа е најдобрата опција за тие еденки, бидејќи тие сепак треба да разбереме дека се жртви на насилство и самите, дека тие не се по своја волја вклучени во тие борби со кучиња, така што не треба да ја убиваме жртвата или дополнително да сме насилни кон жртвата, но треба да го погледнеме тоа од аспект на благосостојбата на самото животно. И конечно фокус точките на кои што сега, како што е во моментов изгледот на предлог законот за заштита и благосостојба на животни, точките на кои што ние би сакале да се концентрираме за да се променат пред законот конечно да биде усвоен, е дека треба да се регулира и да се усвои влез на невладините организации за заштита и благосостојба на животните во институциите на државата, односно да се признае нивната улога како релевантни тела и да се вклучат и во законодавниот процес и во процесот на имплементација на законите, бидејќи во Македонија сите сме сведоци дека иако некои закони се донесени на хартија, нивната имплементација не е секогаш на тоа ниво на кое е потребно да биде. Потоа наредната фокус точка е се однесува на фармските животни, поточно на оние кафези за кокошки неселки, кои што сметаме дека треба да се подобрат, бидејќи има една директива од Европската унија која што вели дека секоја земја пред да влезе во Европската унија не сме повеќе да има кафезен систем основен како што е сега случајот. И доколку нашата земја не се усогласи со овие европски трендови, има санкции кои што веќе сме и самите сведоци дека Италија и Грција ги плаќаат и тоа е удар по буџетот на граѓаните, по нивниот џеб, бидејќи од даноците се всушност надоместуваат тие казни. Така што сметаме дека треба да има доста слухи кај јавноста и дека таа треба да се огласи по овој проблем, бидејќи е тоа всушност на крајот од криштата прашање и во нивен интерес, дека парите што тие ги даваат за даноците не треба да се одлеваат на непотребни казни. И третата фокус точка во однос на нашите измени кои ги предлагаме е дека не сакаме во Македонија да има еутаназија на здрави бездомни единки. Тоа значи дека уште еднаш морам да нагласам дека ова е повторна практика, најдобра практика од европските земји,
каде што е, како што кажа на почетокот господинот Гандини, во Италија откако почнала да се применува од 1981 година па до денес, популацијата на бездомни животни е драстично намалена и веќе во одредени региони во Италија нема бездомни животни, но тоа се постигнува единствено со првично регистрација, идентификација на милениците, потоа со агресивни кампањи во јавноста за подигање свеста кај сопствениците дека мораат да си го стерилизираат, кастрираат кучето и понатаму со агресивни исто така програми за стерилизација, кастрација, вакцинација на бездомните животни и на тој начин се затвара кругот и повеќе немаме комунален проблем. Така, што мислите, дали овие кампањи би вродиле со плоти во Македонија и дали на некое ниво веќе се поместени границите кај јавноста во однос на познавањето на правата на животните? Морам да признам дека во Македонија граѓаните се исклучително заинтересирани за заштитата и благосостојбата на животните и тоа го имаме и како официјален податок од една анкета што самата агенција за храна и ветеринарство спроведе на територијата на град Скопје, каде што 89% од граѓаните се изјаснија дека не сакаат да се убиваат бездомните животни, односно дека сметаат дека треба тие да се тргнат од улиците, но на хуман начин. Тука доаѓаме до еден момент каде што и ние како организација за заштита на животни и институциите имаме иста цел, и институциите треба да разберат дека начинот на кој што се пристапува кон исполнувањето и постигнувањето на таа цел не треба да оди преку насилство. Сакам да кажам дека граѓаните во Македонија се заинтересирани за заштитата и благосостојбата на животните, сензибилизирани се по тоа прашање, запознаени се дека е подобро да го спречат проблемот отколку потоа да ги поднесуваат последиците од него, како што можеме, мислам ова го кажувам бидејќи ние секојдневно нели преку нашите веб страници и Facebook фан страницата имаме контакт со граѓаните, исто така и на нашиот мејл. Ни стигаат постојано пораки. Ја поддржуваат луѓето нашата работа, што може да се види од нивното присуство на сите оние настани кои што ги имаме. И сметаме дека токму затоа и е најважно Анима Мунди да се вклучи во донесувањето и во мониторингот при имплементација на законите, бидејќи ние вистина го застапуваме гласот на народот и гласот не само на оние кои што ги сакаат животните, но и оние можеби на кои животните им пречат на улиците, бидејќи од X причини ете се плашат или и така натаму, што нормално си го имаат тоа право да се чувствуваат така. Сакаме да им порачаме на сите дека ние сакаме исто така да го решиме проблемот и ние не сакаме да гледаме животни на улиците, меѓутоа не да се справиме со проблемот на нехуман начин и сигурно не да се справиме со проблемот на начин кој е финансиски неисплатлив и кој не води никаде. Така, никаде пред крајот на емисијата би сакала уште едно прашање до господинот Едуардо. Кој е неговиот личен став во однос на донесување на нов закон со кој што ќе се третира благосостојбата и заштитата на животните? What is your personal position about this new law that is going to be adopted in the Republic of Macedonia regarding animal protection and welfare? My personal opinion, I would suggest some changes, of course, but I have also to recognize either the efforts implemented by the relevant institutions as well as the normal period that the country as Macedonia needs to comply with European standards and legislation. So I will suggest just some slight changes, but they can have an important impact on the life of animals and the condition of animals, and then can at the same time prepare for more and more changes in the future. But the first change, very important, is to help a cooperation between the institutions, the relevant institutions, even either at the national level or local level, municipal level, and NGO, relevant NGOs, in this case like Anima Mundi, because just a very important and strong cooperation between these two entities can help the situation, can improve the situation. So this is the first point to be considered. Then the second point regards the condition of stray animals, because in Macedonia is still very important, and I want to emphasize that
People that say that the euthanasia can help don't say the truth, because euthanasia can't help. It is showed by the situation here. Killing policies have been applied for years, and you still have stray animals. So this is the easiest demonstration that euthanasia doesn't help. And then we could also speak a lot of time about scientific results, but we don't have time now. And then we have to start some slight changes in farm to improve the conditions of farm animals, but just slight changes because you need time between now and the moment when Macedonia will, as I hope, join the European Union. So these are the three pillars which I will suggest. Тоа се практично работите кои што претходно беа кажани, меѓутоа само неколку дополнувања. Разбира дека нашето право мора да го помине оној природен процес на земја која што мора да работи во согласно со условите кои што се тука, бидејќи јасно е дека е Македонија, а Европска унија. Сепак, како што јас напоменав и претходно, за неусогласување на правото наше со правото на Европска унија следуваат санкции. Затоа е поважно да се почне од почеток, постепено можеби, меѓутоа сепак да се оди кон таа цел да се достигне тоа ниво кое што Европската унија го бара од сите земји кои што се аспиранти, односно кои што сакаат да станат нејзини членови. Во контекст на законот конкретно, тој смета постоечката, онаа нова предлог форма негова, која што е предложена од Агенцијата за храна и ветеринарство, смета дека се оние три точки битни за вклучувањето на граѓанскиот сектор и во донесувањето на законите и во неговата имплементација, особено вклучување на релевантни организации како што во земјата е Анима Мунди, во однос на заштита и благосостојба на животни, меѓутоа и подобрување на условите на фармските животни, и дека не треба можеби да се чека толку како што моментално е направен, составен процесот, дека 6 месеци пред земјата да влезе во Европската унија, дека тогаш е крајниот рок за исфрлање сосема на кафезниот систем како што постои сега за кокошките неселки. Тој смета дека тоа е премал период за Македонија и дека ако такво нешто се дозволи, дека Македонија ќе се најде во позиција најверојатно да биде казната при влезот во Европската унија, што нормално не би сакале да се случи. Во однос на бездомните животни сакаше да нагласи дека политиката на убивање не е успешна. Никогаш не била и никогаш нема да биде. Не е начин да се справи со една земја со проблемот на бездомни животни, што може и да се забележи од тоа што се случува во Македонија. Во Македонија веќе 5 години се применува таква политика на убивање, односно еутаназија на одреден број на единки. Имаме официјални податоци од Вардариште, конкретно за Скопје зборувам, за стационарот, каде што во првите 2 години од работењето стационарот има стапка од некои 60% убивање на бездомните животни. Понатаму веќе не дозволуваат пристап до јавни информации, така натака. Но, со таа политика на убивање до каде сме денес. Уште имаме бездомни животни на улиците, проблемот воопшто не е решен, финансии, многу големи, огромни финансиски средства се одлеваат, можеби се зборуваме за некаде 200.000 евра на годишно ниво. И тој сакаше да нагласи дека единствено со оној начин кој претходно беше споменат, дека тоа е хуманиот начин за да се реши и единствениот одржлив и долготраен резултат ќе се даде така. Ако се исклучи, односно се забрани таа политика на убивање во Македонија, на еутаназија, и се пристапи кон еден цивилизиран начин на решавање на проблемот. Така. Јас искрено сметам дека сите овие податоци кои што допреа до нашите гледачи, секако преку овој разговор, ќе подигнат јавната свест пред на населението, потоа и на самите институции, секако ќе дојдеме до степен кога ќе се случат овие промени во законот за кој што зборувавме, и ви благодарам што издвоивте време и што денеска дојдовте во нашата емисија. I really hope that your presence here and the things you said will be available to every citizen of the Republic of Macedonia. They will be able to hear it and realize that this is the really true way of dealing with this problem. And maybe we can contribute even to public awareness with this show. So thank you for being here and hope to see you. I hope the same, so thank you. Јас исто само, фала ви. Уште еднаш ви заблагодарувам, а вие, драги гледачи, останете на истата оваа програма. Малку ќе се одмориме со реклами, а потоа ќе се вратиме назад и ќе продолжиме со емисијата.